За доцнетата исплата на субвенциите ја кочат работата на земјоделците. Семенски материјал, подхранување на почвата и производот, наводнување се само дел од агротехничките мерки кои со помош на субвенциите земјоделците ги извршуваат полесно. Тие велат дека без субвенциите нивната работа значително би се отежнала, а проблеми се појавуваат и со семенскиот материјал. Значи, ние плаќаме семенска роба по 24 денара или 22 денара, односно семенска немамо да посееме никако. Таа што го добиваме не е семенска. Проблемот, значи, фалбата на телевизорот и стварноста у земјоделието е многу далеко разликата. И експертите на страна на земјоделците, магистар Игор Златков, вели, не дај Боже да се реализира она што министерот Заев го најавува. Делењето на субвенции по сосема нов начин ќе значи удар по македонското земјоделство, а земјоделците уште сега најавуваат радикални протести доколку тоа се случи. Субвенциите не само што го држуваат земјоделското производство во државата, или се пробува со него да се со субвенциите да се големи. Субвенциите и играат улога во демографската карта на државата. Значи ја стопираат миграцијата држава во друга држава или миграција село во град. Ако нема субвенции, верувајте тешко на тие индивидуални земјоделци во државата. Најстрамно е што е излезено од устата на човек што рече јас сум роден на нива и знам убаво што е земјоделство. Пред само 10 месеци во предизборието Заев велеше дека ја познава маката на земјоделците. За да ги придобие нивните гласови, им се представи како човек кој ја разбира нивната мака. Заврши времето на мака, на губење на достоинството, честа и почита. Вие сте мојот народ, а јас имам работено земјоделие. И ја знам земјоделската мака. Треба да им кажеме дека оваа година немаш бе брат субвенции. Оти си на исти обем на производство од лани. К1 телевизија побара одговор и став од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ваквата ситуација. Од таму велат, не се точни информациите дека субвенциите ќе се укинат. Напротив, се работело на зголемување на финансиската поддршка. Обезбедени биле и 10 милиони евра средства, од каде ќе била исплатена и дополнителната субвенција од по 6.000 денари по хектар за површина со пченица.